Често слушам дека луѓето велат како биткоин не вреди ништо затоа што не е покриен со ништо. Но да почнеме од прашањето што воопшто значи покритие. Сега ќе ви дадам историски контекст во врска со парите. Долго време хартиените пари биле само потврда дека некаде во трезорот има злато. Ако имаш $100, можеш да ги однесеш во банка и да добиеш злато за таа вредност. И тоа се викаше златен стандард. Но, што се случи? Во 1971 година, председателот на САД Ричард Никсон излезе на телевизија и каже: The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculator. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. После тоа се смени се. Да видиме како успеа Никсон да го спакува се тоа. Тој ми рече на американците: од сега вредноста на доларот нема да биде врзана за злато, туку ќе одразува силата на нашата економија. Тоа звучи многу убаво, нели? Но во реалноста тоа значеше дека веќе нема лимит колку пари може да се печатат. Силата на економијата стана оправдување за неограничено зголемување на паричната маса. Никсон тоа го представи како паметен државнички потек за стабилност на Америка, но вистинската причина беше многу попрактична. Резервите на злато на Америка беа при крај, а трошоците за војната во Виетнам и социјалните програми беа огромни. Ако не ја прекинеше врската со златото, Америка ќе мораше или да ги намали трошоците, или да си ги признае своите финански проблеми. Со овој потек едноставно си дадоа дозвола да печатат пари без никакво покритие. А бидејќи доларот го има статусот на резервна валута, од тој момент сите држави во светот го следеа примерот на Америка и воведоа фиат пари. Односно, пари без никакво физичко покритие, чија вредност доаѓа само од довербата во државата што ги издава. Па да видиме кој е проблемот со сето ова. Кога владата може да печати колку сака, секогаш постои искушение да се решаваат проблеми со вклучување на принтерот. И тука доаѓаме до еден многу важен поим, а тоа е инфлацијата. Луѓето често мислат дека инфлацијата значи само цените растат, но вистината е тоа дека тоа е пат на куповната мок на парите. Со други зборови, денес со $100 можеш да купиш многу помалку од што си можел да купиш со $100 пред 10 или 20 години. А што ја предизвикува инфлацијата овде? Кога имаш премногу печатање на пари без покритие, вредноста на секој поединечен денар се разредува. И ако ова се продолжи без контрола, тогаш влегуваме во многу поопасна зона, а тоа е хиперинфлацијата. Тоа е сценарио каде парите губат вредност толку брзо што платата што ја добиеш утрово веќе попладне вреди многу помалку. А примери за тоа се Германија во 1920, Југославија пред распаѓањето и Венецуела во последната деценија. Зошто е сето ова важно за разбирање на биткоин? Кога луѓето велат биткоин нема покритие, тие често мислат дека без физички предмет како злато не може да има вистинска вредност, но денес ни доларот, ни еврото, ни денарот немат никакво физичко покритие. Тие вредат само затоа што веруваме во институциите што ги издаваат. А разликата е во правилата на играта. Количината на фиат парите ја одредуваат мала група луѓе, а тоа се централните банки, владите и така натаму, кои може да ги променат во секое време. А кај биткоинот количеството е фиксно, а тоа е 21 милиона. Никој не може да создаде повеќе без разлика на тоа колкова е политичката потреба. И ова е суштинската разлика. Кај фиат парите, вредноста секогаш може да биде разредена преку печатање, а кај биткоинот вредноста се штити преку алгоритам, а не преку ветување на политичарите. Покритието на биткоин не е злато, туку тоа е криптографија, односно математички механизми што осигуруваат безбедност, децентрализација, нема никаков центар на мок кој може да манипулира со снабдувањето и енергетската вредност, што значи дека секој биткоин бара реална електрична енергија за да се ископа. Па да сумираме овде, ако имаш мокта да печатиш неограничени пари, шансите дека на долг рок ќе ја злоупотребиш се огромни. Историјата ни покажала дека тоа води до сценарија каде цените растат од ден во ден, а штедењето станува бесмислено. Биткоин е дизајниран да биде отпорен на тоа. Неговото снабдување никош нема да се зголеми над 21 милион, без разлика на кризата, војната или изборите. Па да видиме кој е заклучокот овде. После Никсон и крајот на златниот стандард, светот влезе во нова ера, а тоа е ера каде парите вредат онолку колку што вреди ветувањето на оние што ги печатат. И ако историјата не научила нешто, тоа е дека ветувањата на политичарите имаат рок на траење. Но биткоин ја менува оваа прикозна. Тој не бара од нас да веруваме во политичари, централни банки или корпорации.
Тој представува код и математика, тоа е нешто што не се менува со пресконференција. Во следната епизода ќе зборувам за тоа што се случува кога некој ќе злоупотреби моќта на принтањето на пари, односно најопасниот економски феномен, а тоа е хиперинфлацијата. Се гледаме.